Фискален совет составен од независни експерти ќе го стега ременот околу јавниот долг на земјава, кој во моментов изнесува 4,7 милиарди евра. Нов предлог закон за буџет до крајот на годинава, со кој ќе се воведуваат промени во среднорочното буџетско планирање. Ова денес го најави министерот за финансии Драган Тевдовски по средбата со Светска банка, на која како приоритети при идната соработка се утврдени управувањето со јавните финансии и ефикасноста на јавната потрошувачка. Тевдовски рече дека препораките на Светска банка се совпаѓаат со новите владини политики. Од аспект на Министерството за финансии, посебно внимание се посвети на управувањето со јавните финансии и исто така и на ефикасноста на јавната потрошувачка. Регионалната директорка на Светска банка за Западен Балкан Линда Ван Гелдар посочи дека заедно со владата ги разгледувале приоритетите за поддршка во различни области. Надградба и рехабилитација на постојната патна инфраструктура, енергетска ефикасност, социјална заштита, транспарентност. Our aim is to develop an effective partnership with the new authorities in order to support with our expertise and our financing reform efforts for inclusive growth and shared prosperity for the citizens in Macedonia. Нашето залагање е да формираме делотворно партнерство со новата влада во делот на ефективно спроведување во насока на постигнување на економски напредок и споделен просперитет за граѓаните на Република Македонија. We had interesting discussions on a set of interrelated areas where reform actions can help Macedonia meet that objective of moving to a high-income status. Имавме интересни дискусии за низа меѓусебно поврзани области во кои што реформите би можеле да помогнат Македонија да го постигне овој статус на земја со високи приходи. Macroeconomic stability and the sustainability of that stability. Макроекономска стабилност и одржливост на тој систем. Integration into the global economy. Интеграција во глобалната економија. A business climate conducive to investment and the growth of the domestic private sector. Деловно обкружување поволно за вложување, за инвестиции и раст на приватниот сектор. Access to opportunities for all citizens. Пристап до можности за сите граѓани. And efficient and transparent institutions. Како и ефикасни и транспарентни институции. Светска банка ја поддржува Македонија во проекти од 7 области со вкупна вредност од $350 милиони.